Тоа е веќе трети погон што го зафаќа. Таму кај веќе. Оваа да не ја фане. Ако ја фане, ово е се врзано, значи. Затоа е работа тоа да не го фане. 18 повредени, од кои 13 хоспитализирани, пеплосани производствени погони и неколку магацини. Штетата од пожарот кој синоќа ја зафати фабриката Мак Прогрес во Виница е огромна. Брзата интервенција и мобилизација на надлежните сепак спречи поголема трагедија. Добрата вест е што сите хоспитализирани се во стабилна состојба. Дел од нив се во Кочани, а дел на скопските клиники. Меѓу нив има и 8 вработени во компанијата кои се хоспитализирани по битката со огнената стихија. Идни се задржани во Кучани, додека другите се препратени на клиниките во Скопје. Сите повредени во пожарот што се примени во Кочанската болница се во стабилна состојба. Дел од повредените имаат изгореници на нозете, а дел инхалациони повреди од вдишување чад. Неколку пожарникари се здобиле со изгореници на стапалата, откако чизмите им се заглавиле во стопена смола од шеќер. Прво изгореле погоните со број 6, 7 и 8, пошто огнот се проширил и кон други делови од фабриката. Штетата од пожарот е милионска и доправа ќе се утврдува. Се уште се нејасни и причините за катастрофата. Од Стопанската комора се мобилизирани за поддршка и создавање услови за брзо враќање во функција на производството на компанијата, која е еден од поголемите извозници во државата. Најава за поддршка има и од владата. Градоначалникот на Виница Миле Петков потврди дека соработката на сите служби била клучна за спречување на уште поголема катастрофа. Компанијата, која е основана пред 35 години, важи за една од водечките производители во кондиторско-пекарската индустрија во Македонија. Таа вработува околу 500 луѓе, а 75% од производството е наменето за извоз.